Златокосата и трите мечки. Еднаш многу одамна во една кукичка длабоко во шумата живееле 3 мечки. Татко мечак, мама мечка и нивното мало меченце. Тие многу си ја сакаа својата куќа и секогаш си приготвуваа вкусна каша за појадок. Еден ден, кога кашата беше многу жешка, решија да излезат на прошетка додека се излади. Додека нив ги немаше, низ шумата се шеташе едно љубопитно девојче по име Златокоса. Златокоса ја виде кукичката и љубопитно влезе внатре. На масата забележа 3 чинии со каша. Прво ја пробала кашата на таткото мечок. Уф, била премногу жешка. Потоа ја пробала кашата на мајката мечка. Оу, била многу ладна. Конечно ја пробала кашата на малото меченце. Оваа каша била совршена и ја изела цела. Потоа решила да седне на некоја од 3 столици. Големата столица на таткото мечок била премногу тврда. Средната на мајката мечка била премногу мека. Но малото столче на меченцето било совршено се додека не се скршила. На крај, Златокосата се почувствувала уморно и се качила горе во спалната соба. Таму нашла 3 кревети. Првиот бил премногу тврд, вториот бил премногу мек, а третиот бил совршен. Легнала и заспала. Во тој момент мечките се вратиле дома, го виделе нередот и забележале дека некој ја пробал нивната каша. Кога влегле во дневната соба, виделе дека нивните столици биле поместени, а малата столица била искршена. Се качиле горе и забележале дека некој лежал во нивните кревети. Малото меченце викнало: "Мамо, тато, некој спие во мојот кревет." Златокосата се разбудила, ги видела мечките и исплашено скокнала од креветот. Истрчала надвор од куќата и трчала брзо и брзо се додека не стигнала дома. Од тој ден натаму, таа секогаш внимаваше каде оди и никогаш повеќе не влегуваше во туги куќи без дозвола. Драги дечиња, оваа приказна не учи дека треба да бидеме внимателни и да го почитуваме тугиот простор. Претплатете се на The Kids Series за уште повеќе интересни детски приказни. Довидување!